Почитувани гледачи, добар ден. Познатиот штипјанец Симеон Кожухаров, во народот познат како Чичко Симо, е еден помеѓу постарите фотографи во градот Подисарот. Тој бил првиот војнички трубач како единствениот војник со завршено музичко школо. Бил во класата на диригентот Сергеј Михајлов и на првиот професор по дувачки инструменти Методи Докузов. Фотографството е неговото хоби кое го негува до ден денес, по кое тој е предпознатлив и во околината, па затоа останете со нас за да се запознаете со неговата животна историја. Дедо Симо, Чичко Симо, господине Симо, добар ден. Добар ден, повелете. Најпробо вака, кажете ни вие од каде потекнувате, која година сте родени? Па Чичко Симо е роден 1941 на 25 август од скромно занечиско семејство на татко кондураджија, а мајка позната килимарка во Штип. Семејството од 4 браќа, без сестра, сите школувани во новата држава после револуцијата 41-45 и сите со високо образование. Каде започнувате да се школувате? Во кое училиште? Моето школување почне во училиштето кај малото меѓу Тополското и Старконак, така наречено училиште Свети Аранѓел. Тоа беше основно училиште од 4 паралелки и таму се одвиваше мојата прва активност, така наречено во тој јавниот живот во градот, во нашето мало, низ тие улици, низ чешми, низ сокачиња и разни активности што имавме како деца. Иначе како деца ние се занимаваме со обични игри, доста интересни, игри со топка, игри со оние џамли, коњаци, како и викавме ние, игри со народна топка, гоненица, со така наречено пукање во воздух со карбитни лампи. Тоа е една од многу интересните игри. Потоа кикара игравме и други разни активности кои биле тогаш интересни за нашите најмали. Се сеќавате ли еве на некои од другарчињата кои што заедно учевте, а еве и ден денеска ги знаеме по самиот Штип? Па, ја имам доста. Ние се друживме многу, не бевме многу, тоа обично нашо дружење беше во малото, а после кога почнуваме да подраснуваме во момчиња, во местото пред школото Ванчо Прке и пред текстилното училиште, тука имаше едни камени блокови од претходен споменик на генерал Ковачевиќ и тука имаше мал парк. И тука се дружевме со тие почетни интереси за фризури, за мода, за младоста, за момички и така. Иначе од тие сегашните школци другари, кои веќе доста ги нема, да го спомнам Тиме, тога го викаме Џапето, Гроф. Тој е уште присутен, Лазо Читкушев, инженер агроном, Владо Поповски, министер беше своевремено министер за народна одбрана, иначе сега доста активен е во Скопје. Од тие што се уште присутни, Коце другарот, татко му беше Забар. Иначе присутна е, уште жива е Кременка Делибашева, пеачка во хорот, таа живее во Скопје. Марија Денкова, правничка, живее во Скопје. И повеќе сокласници. Да го спомнам и Ристо Христов, тој е исто мој другар, он заврши технологија, сега е петинер во Скопје и има куќа тука спроти нас и со него најчесто се дружиме од генерацијата. Кога одевте на училиште тогаш, како изгледаше Штип во тоа време, стариот Штип? Па,
На колку мали се делеше? Имаш ли мала? Претежно беа присутни малата со познатите тие градски чешми, обележа, казаници за ракија што се вареа, фурни малски. Значи, целиот живот организирано се одвиваше во тие места. Иначе во чаршијата постоеше така наречен ЕСНАФ, а тоа се некои неформални организации на занаетите по струки. Шивачи, бербери, кондураджи, самарджи, колари, ковачи, тенекиджи разни. И стопанството се одвиваше преку тие друженија. Иначе, самото детство беше доста интересно, затоа што ние се друживме како мала со разни такви игри и активности. А тоа беа, да речеме, например, кога се собиравме за Коледе, припремите се одвиваа во услови да секое мало си имаше организирани активности. Тоа беа собирање на сусерка и суви дрва, гранки, и тие се чуваа за Коледе. Потоа се организираше посебно и за сурова. Тоа е 10 дена после Стара Нова година, така е вика сурова, и имаше и некои малци активности, некој пат кога малку се појавува некои воинствени така активности, како едно мало против друго. И тука се служеа тие изработени рачни, да ги наречеме орудија, како ластици од гума и дрвце и кожа, или пракици од плетени материјали, и тие се маваа така со камен и едни со други сакаме да победиме, да доминираме. Тоа не беше со трагични настани, многу ретко се случуваше. Иначе активно имаше активности и во спортот, и во реката Брегалница. Одевме ние почесто таму, бидејќи летниот период, после она игра на топка со парталава топка, што се вика некој зачеток на фудбалот, доста рани имавме на нозете, бидејќи немавме чевли, немавме патики, и одеме у реката. Чудна беше таа наша појава на лечење, на стварност, кога идевме во Брегалница, од таа вода, после вечер, утре, раните ги немаше. Тоа е нешто чудно што и сега уште не може да го објаснам ја. Иначе ловевме риба, онака, аматерски, просто деци наивни, со така една жица. Тоа беше остра жица, тел го викаме ние, така получелична, и одевме по реката и каде имаше риба, со силен замав да се пресече рибата. Или ловевме риба во тие ѓолчиња каде реката, бидејќи тога летоска се смалуваше, и меѓу камењата ги ловевме. Веќе од 55-та наваму ловевме и жаби. Тоа е посебна приказка, некој пат ја објасним и неа. Мојот брат постар е првиот што ги донесе жабите за јадење во град Штип. Така, кога ги напоменавме самите празници, дека вие сте се собирале на сурова, на Коледе, ајде да напоменеме кои се практики обредни се случува во Штип, кои празници се празнува, какви обреди имаше во Штип? Па вака, градот го славеше Митровден, тоа е 8 ноември, како празник на градот. И беше до празник на народното ослободување. Тоа е од револуцијата 41-45 година, во борбата против фашизмот. Иначе, во период до 60 година, религијските активности не беа особено присутни, бидејќи црквата беше мало запоставена и поради партиски влијанија на тие комитети, на тогашната организација, некако имаше ограничување на дел од луѓето да не одат во црква, да не слават празници, меѓутоа луѓето дома си славеа. И Нова година, и имендени,
и крстевки си славеа во домашни услови. Иначе ние како деца одевме на доста од овие активности во црквата, бидејќи блиско беше, така да и таму присуствуваме на, да речеме, Христовото воскресение, на Божик, кога се славеше, на во Јорданije, кога се фрлаше крстот во реката, и паметам период кога крстот се фрлаше во река Брегалница на мостот кај детската градинка на Стиво. Сега дека е фабриката Европа и градскиот базен. Сити мост што има сега, не. И тога се фрлаше од мостот и тука влегува. После дојде период, после 50-тите години, кога во црквата се организираше во такви скромни услови, а веќе од 60-тите години наваму се организира во градскиот базен и во Ново село кај мостот што е за лъджите. Кај лъджите тука се организира. Покрај самите празници, дали луѓето во Штип се собира еве во недела, дали си правеа игранки, дали си правеа собори, некој како што среќаваме и во руралните средини. Дали Штип превладуваше со корзо и интересни моменти за време на празници или викенди? Да. Видите, најголемо дружење на луѓето, на младите беше во познатото штипско корзо. А иначе во други услови луѓето се дружеа за своите домашните празници, каде и музики свиреа, оркестри, и посебно 2 мај се славеше како еден од најголемите празници во местото наречено Сутлак. Сега е веќе тоа доста запоставено, нема вода, нема чешма. Тога се собира огромен број на луѓе. Сите се убаво облечуваа, се дотеруваа и одеа на тој празник да го слават. Имаше ли серенади? Да, познато Штип беше еден интересен град, со како и Битола и некои други градови, со овие скромни оркестри, обично од армоника, виолина, ретко труба, и некои од тие ергени, да ги кажеме, што има девојка, па настојува, ги организира, ги бара овие оркестри и навечер пред портата, пред вратата, пред прозорите на некоја од момите, некоја симпатија, и свиреа тие познати песни, серенади. Иначе за тие активности имаше и доста оригинални песни наши од наши автори. Тоа беа музичари, оркестри и така. Иначе во други активности така интересни беа за свадбите, рековте вие за обреди. Обично свадбите се организира повеќе денови од сега. Да речеме, во четврток се одеше со невестата на бања, па таа бања беше многу интересно, со посебни услови на припреми, се приготвува благи и сладки работи, па се викаат да е реджики и тие одеа со невестата да е бањат. Така беше популарно. После имаше во петокот за месок, тога во домот на момчето и на невестата, обично се организираше така трапеза, каде се припрема некои једења и млада мома, најчесто млада мома, правеше такви како погачи и од тие се делеа на сите луѓе. Тоа беше тој за месок. Веќе сабота припремата беше поинека, се носеше чизот, значи најчесто од страна на момчето во домот на куќата на идната невеста. Тоа беа тие обреди многу интересни, а понеделник веќе имаше активности со малу послободни вака дејства нарочно вика, каде во куќата на невестата и на момчето доаѓа само жени, може и деца, и одеа со сладки, со подароци, благи работи, а ке невестата се спремаше така наречената блага ракија. Тоа беше ракија со
варен шекер и со црвена боја. Асоцираше на идната плодност на невестата и така. Потоа идеа други обичаи на 40 дена на година таму или на младенци, тоа е 22 март, каде обаведно првата година на бракот, на брачните другари, доаѓа роднини, комшии, познати, доаѓа со подароци кај куќата на невестата и на момчето, со благослов да бидат срекни, плодни и обавезно носеа подароци за идното домакинство. Еве туку што го напоменавте самиот празник 40 маченици. Тоа е доволен факт да вашите години да сведочат дека дури од дамнешни времења постои самиот обичај за 40 маченици. Како го одбележувавте тогаш? Тој обичај беше без ни една година не се прекина тој обичај. Дали може да гледаме фотографии? Може. Ова е една фотографија каде луѓето се припремат за одење. Еве ја црквата Свети Аранđел Михаил, така наречената Фитија. Еве Дон Жон, тоа е познатата кула на Исарот, Дон Жон така. И еве поглед на овие девојчиња, што јас сум ги слика тие, каде позадината е градот. Значи, тука се гледа. Иначе, обичајот беше тие 40 пакнежи, 40 каменчија, 40 поздрави. Обично во домовите имаше друг обичај, да речеме, ако се припремаше нешто сладки, 40 сладки. Или мојата мајка правеше оние пуканци што се, она правеше голема количина за 40 души. Она ченка, нели, мумуруска, и у корито се ставаше и тоа беше гозба за сите деца. Значи, 40 е бројот многу символичен, многу присутен по повод на овој религиозен празник што се обележува во Штип. Што правевте на тој ден? Кога си искачете, ги фрлате каменчињата, се враќате, потоа што правите со храната? Ова храна што имаше се делеше на комшии, на роднини, пријатели и така. Иначе нашата куќа беше секогаш полна со највеќе деца. А мојата мајка правеше оние познати штипси тиганици. Не знам колку тие беа домашни или пишии, и она настојуваше по 40 да има и тоа редовно се даваше на друг. Така, меѓутоа вие во тинеџерските години започнува да ве интересира фотографството. Неретко можеме да забележиме од вашите слики и фотографии дека вие сте и фотограф. Кога започнува жарот и љубовта спрема ваквото хоби? Се вака, сликите кај нас беа присутни по еден факт што ја има брат што учеше у Јубљана средна физкултурна школа и он по некоја околност дојде ред да биде во техничко раководство на списание за скијање и за атлетика. И кога дојдеше тука донесуваше доста слики. Тоа е тој мој прв интерес, а потоа кога веќе становме како ергенчиња млади, веќе имавме ние во прва година, тогашно во класови, тога беше 8-годишна гимназија, значи во 5-ти клас, така наречен, имаме предмет што се држеше само еден семестар, еден дел, фотографија. И се сеќам за мајсторот познат во Штип Мирче, тој ни држеше часови по фотографија и од тогаш почна мојата определена желба да и јас се занимавам со тоа. И веќе постепено така одев кај овие познатите тогашни фотографи и мајстори, Трајче Симоновски, после наследниците, тога имаше фотографии кај старото кино, браќата Мировски, а понатаму од фотографите беа познат Ванчо Детиников и фото Сеизов Лупчо.
За жал, него немаше кој да го наследи. Ја имав желба, меѓутоа околностите мои фамилиарни, со градба на куќи и фамилија, ме спречија да ја не го продолжам неговиот занаат. Он ми нудеше човекот и опрема и се, меѓутоа. Иначе, мојата прва слика што ја памнам е ова од 1957. Тоа е градскиот парк, каде денеска се наоѓа Домот на културата. Имаше убав парк со фонтана. Фонтаната имаше и понекога риби со една интересна скулптура. Тоа беше едно дете мало, каде со бардак истура вода. И тука доста ние се дружевме со другари и се сликавме во тој дел на градот. Како го набавивте првиот апарат, еве? Како дојде до самите средства за да си овозможите апарат? Предпоставуваме дека и чинел некогаш повеќе финанси. Па вака, првите апарати што беа масовно расширени во нашиот град, дојдеа преку овие групи што одеа во посета на Русија. Во Русија обично имаше поевтини апарати, прилагодени на нашите услови, и од тие марки што беше познатата легендарна Смена. Тоа беше многу интересен, многу практичен апарат, мал, скромен, меѓутоа многу ефикасен. Потоа дојде Киев, Зорки, тоа беа веќе поскапи, а од Германија доаѓа Лајчи и други марки што беа многу Кодак, многу познати. Иначе, мојот прв апарат што го ценам и още го чувам е Вера. Така се вика Вера 1, еден многу интересен апарат, германци со оптика на Карл Zeiss. Тоа е позната фирма од Германија на оптички апарати, на двогледи, на телескопи, микроскопи, и таа оптика е речиси незаменива. Тога фотографията беше црно-бела, исклучиво, дури после дојде колорот, каде веќе имаше поголема масовност. Можеше секој да се занимава и така. Иначе првата фотографија, висок квалитет и солиден, беше црно-бел. Иначе јас не се занимавал со правење на слики, бидејќи тоа беше доста сложен процес, ја го знам, со оние услови на химикалии, кои беа доста и осетливи, доста опасни и отровни, разредувач, фиксир, тие премивања, после броење, па светлост, одредено мерење на светлост со посебни инструменти, и бидејќи имаше добри мајстори, јас се служив од нив. Значи техниката ја користев од нив за сликите. Еве кога станува зборот за самите фотографии, колкова беше побарувачката еве од штипјани тогашни за да ве побарат за да се сликат, и колку чинеше една фотографија? Па видите, обично обавезните фотографии беа за лични карти, евентуално од армијата имаше за оние војни книжки, буквици, и редовно одеа фамилиарни, да рече по повод на некоја свадба, роген ден, и бара овие приватни фотографии. А ние како полуаматери или аматери се повремено уклучувавме во некои од овие активности, и тоа во моменти кога не бараше некој другар, некој роднина, некој комши, а тоа не бете толку масовно. А јас се трудев да обележам настани што се не секојдневни, бидејќи на тие настани не можеа професионалните фотографии да стигнат. Тоа беа промоции, концерти, изложби, и јас се определив на тие масовни собири и имам солидна збирка на готови фотографии, а исто така имам на доста архива на филмови. Знаете, до 2000-та година се користи оние филмови за развивање, црно-бели беа, и такви имам над 5000. Тоа по 36 може да значи голема архива, ми тоа веќе таа техника е одмината и скапа, не рентабилна. Сега веќе има сосема други услови, каде поинако се, побрзо, поефектно се прават и поевтини се сликите. Овие
што бара по некоја слика, дава некоја надокнада кој милуваше 20, 30 до 50 денари за слика, со која се надокнадува овие трошоци што ги имаш. Иначе едно од моите многу ценети слики што е, тоа е доста интересна слика, 55-та, 56-та година, тоа е Грациот хор Штип со диригент познатиот наш Мице, учител по музика. Откако веќе вие се префрлувате на другата техника, односно на веќе не еднобојно, а веќе со повеќе бои, кои се вашите значени моменти каде што и ден денеска се сеќавате на дел од тие фотографии? Каде сликавте во тоа време? Па вака, во тоа време имаше доста активности во Пионерски дом, таму имаше доста секции, литературна, за сликање, музичка, игрорна, манекенска секција, таму. Потоа во музичкото училиште има доста активности преку концерти и познатите јавни часови. Исто така имаше културно-уметнички друштва, игрорни и за тие. Понатаму имаше квизови во школите, противкожарен квиз или квизови на знаења. Понатаму имаше надпревари на учениците во спорт, во математика, во географија, историја и други предмети. Понатаму имаше активности и во овие околни места, кога имаше религијски празници, за Свети Кирил, Методий, за Богородица, за те. И таму имаше радни друштва кои гостуваа, оркестри, и таму имаше многу убави работи, убави настани, каде се собираа многу луѓе со музика, со храна, со пиење и така веселби народни. Една од најврвните моменти, според мене, е вашата слика со еден светец, предпоставувам, или свештено лице, кој што е на врвот на самите фотографии. Може ли збор-два за оваа фотографија да кажеме? Па видите, ова е познатиот наш сограѓанин, иначе професор по уметност, познатиот Мијалче Парнаџиев. Тој е син на штипјанец, по занимање касапин и мајка Гора, тоа после тој се одаде на други активности, беше во Света Гора, беше во Лесново и со него имам прекрасни спомени, бидејќи тој беше мојот учител по ликовно. Тогаш си учеше историја на мет. Еве го тука него со дел од учениците, меѓу кои сум и јас. Тоа е 1958-59 година. Иначе со него се друживме и во Скопје, кога тој работеше некоја година таму, пред да оди во Света Гора, имаме доста средби. Со него се дружиме после враќањето од Света Гора од Атос, кога дојде ред да биде игумен на манастирот во Лесново. Тој манастир се вика Свети Гарвил Лесновски, и таму продолживме да се дружиме. Од таму веќе тој го устолички и за познат владика митрополит Белички, а после веќе дојде ред и да се устоличи како светец во нашата црква Свети Никола во Штип. Покрај религијскиот дел, вие додека сте патувале низ селата, руралните места, често пати сте знаеле да извадете камерата од кола и да сликате. Па неретко можеме да забележиме и слики од селата. Може ли дел 2 и збор 2 за нив? Видите, секој пат оно што слика сака да овековечи и други моменти што не се секојдневни. Точно. Тоа се дрвја, пейзажи, куќи, луѓе, и еве ќе покажам некој од нив. Ова е стара куќа од село Пухче. Добро. Еве друга стара каде се гледа и трагови од возило. Ова е исто од село Селце, граѓани со дечиња. Овде е еден
овчар со познатите копи сено. Овде видите една домаќинка каде пече пиперки со познатата декорација на самар на казан. Еве пак тука се појавува. Еве дечиња скромно облечени од тие места. Еве пак тука. Еве познатиот дело тука со неговата невеста. Он покажуваше и други некои активности. Така беше многу духовит. Ова е една чешма во Радовишко, меѓу Штипи и Радовиш е село тоа. Тука имаме интересни, ја ги викам, младинци, ликови на последните граѓани од селото, кои веќе постепено ги нема. Овде е тука една невеста. Кога станува збор еве за самите фотографии од руралните места, можеме ли да кажеме збор два еве за тие луѓе кои некогаш живееја там, па неретко еве можеме да забележиме една слика во која што има доста емоција и љубов покажано низ неа. Каков беше народот во руралните места? Дали истиот е како и сега или? Па добро, сега луѓето си живеа во своји услови. Еве една активност што е многу необична за денеска. Тоа е во село Радање. Гледате брачен пар како има влешна сила од магариња. Тоа е доста интересно, необична, неповторлива. Еве да речеме интересна слика на 97 година у Шлегово. Мало послободно, ама така интересно. Сега, во овие обичаи меѓу луѓето, они си соработуваа. Немаше непријателства, имаше соработка во помош на работна сила, на животни, на превоз. И били така ли гостопримливи? Апсолутно, многу гостопримливи. Дури има еден многу интересен обичај, што ја ќе го спомнам, во овие села меѓу Люботен, Долани и тие наоколу што се села, каде имаше од самите селани така организиран обичај да на највисокото место на патот кој одеше према планината, према Плачковица за дрва, во едно место така закриено се става стомни со вода и се покриваа. Значи, тој што помине намерник да има одека да се напие. Тој еден обичај прекрасен и секоја недела едно семејство беше должно да ја обновува таа вода. Иначе, ако доеше некој патник од било која страна да ноќева, обавезно добиваш и ноќевалиште, и храна, и беше причекуван како гост. Тоа беше редовна појава, што е многу пријатна. Јас уште така сум со носталгија за таа работа, определено. Што мислите, дали ден денеска луѓето во Штип и надвор во руралните места имаат некаква иста енергија или сепак станува збор за гостопримството уште да владее во руралните места? Па видите сега, тоа е оставено на индивидуален однос. Кој како се чувствува, како пријат има за луѓето. Обично сега се дружат во оние такви услови кога има некој интерес, кога има евентуално градба, нова активност, нови зафади, нови планови, така да почесто сега се определени по интересот во интелектуална смисла или во она смисла за современиот напредок преку овие современи апарати. Така. Компјутери, лаптопови и така. Има соработка, мада таа не е сведена како во наше време кога тогаш се луѓето одржуваа на начин. Сега веќе луѓето се самостојни, независни,
материјално се колку толку обезбедени, има служби за помош на сиромашните, на бедните, на овие што не можат, така да дружењето е оставено така, послободно, поограничено во помали групи. Еве кога сме на самиот крај од емисијата, може ли да ни кажете еден вид, една призма кога погледнете во минатото и денеска, Штип кога беше најубав според вас? Па видите, тие печатоци малку можда бидат и од други услови, да речеме, колку е човекот возрастен, колку е расположен, колку е здравствено способен, така да во дадено време се си има своји вредности. Значи, во услови кога имаше така рушевини после војната, кога имаше масовни градби на луѓе што беа организирани од тогашните тие комитети и радни штабови на учество во радни градби. Се градеа радни делови на градот, во Штип се правени така со така наречени ударнички. Тие доста згради за канцеларии, за школи, за објекти, така да тој дел е присутен. Иначе имаше и за младите се организира доста работни акции од локален карактер, од регионален и од тогашни услови на Југославија. Така да, така наречени сојузни надпревари, јас имам учествувано во еден таков меѓу Ниш и Парачин, кај населба Мечка, кај Чичевац. Од овде бевме организирана бригада од 50 наши млади и така одевме организирано со разни наши форми, активности и тоа беше многу интересно дружење. Тоа се незаборавни моменти. Иначе, секој у својот живот доживува радости, такви мигови и како тако градот ќе го памети. Оти се си има своји квалитети, меѓутоа не може да остане се исто. Градот е подложен на промени, се градот, еве, пратиме улици, тротоари, детски игралишта, објекти, така да физиономијата на градот доста е променлива и се надеваме дека ќе биде поубав. И е поубав. Сега е Штип солиден град со убави установи, со многу живо, со многу народ. Така да мене ме радува кога има интересни луѓе во улици, во продавници, во кафичи сегашни, кафеани или игралишта, тоа е се убаво. Така, јас да ви се заблагодарам за вашето гостување во нашата емисија Интерактив и се надевам дека во следна прилика ќе продолжиме со нашиот муабет. Ви благодарам и останете во добро здравје.